дипломатијата со Никовски. Идејата беше денеска да зборуваме повеќе за генезата зашто ни се случува оваа криза. Меѓутоа ќе започнеме со неколку помали, да речем, по важност работи кои не се неважни и кои даваат слика, покажуваат кои сме ние. Значи, за почетокот малце какви сме и кои сме ние. Знаете, предпоставувам дека мнозината знаете дека неодамна имаше интервју во германскиот престижен вестник Билд, председателот Иванов, и после тоа имаше сериозни реакции и од странство и од земјава. Од странство беа главном од Велика Британија и од Германија. Му замераат дека тоа што кажува не е точно, дека Македонија добила пари, дека председателот измислува и слично. Меѓутоа, јасно каже неговиот советник Боцевски дека Македонија нема добиено ниту 1 евро во врска со бегалците, а Европа, која тврдеше дека дала и 50 и нешто милиони, почна тоа да го правдува со средства кои ни се доделени во 2007 година за регулирање на граничните премини, за регулирање на граничните линии и слично, што нема врска со бегалците. Тие беа средства кои навистина се дадени, за кои сме ние благодарни, меѓутоа со строга намена да служат за тие намени за кои се искористени, али во нормални услови. Сега ова е една исклучително воредна ситуација која бара директни инвестиции и веќе беше спомнато дека нашата држава од нашите пари на даночните обврзници се потрошени преку 20 милиони евра за да се сочиме со ова одбрана, како вели председателот Иванов, на Европа од самата неизе, бидејќи кај нас бегалците не доаѓаат од Сирија и од Афганистан, доаѓаат од Грција, која е членка и на Шенген зоната, која е членка и на Европската унија. Така да, мислам, тие аргументи на на Иванов се апсолутно јасни и прецизни и крајно беше време да ние реагираме соодветно, да тропнеме, ако сакате, на маса и да покажеме дека држиме до самите себе, да не прават дека сме недоветни. И што се случува само во наша земја, ние имаме реакција од Нано Ружин, кој вели дека председателот си ја сече гранката на која седи, дека ние зависиме од Европа, дека Европа не помага. Тоа е точно, меѓутоа во конкретниот случај и не само тоа, него и во сите 25 години Европа игра двојна игра политика на двојни стандарди, а ние рековме да нагласиме дека двојните стандарди се можеби најголемото зло на денешницава, пострашно и од тероризмот, бидејќи едното изборуваат, друго прават, а трето мислат. Која е разликата меѓу Брисел и терористите, да кажеме, во однос на Македонија? Нема. И едните и другите ги игнорираат законите, ги игнорираат принципите, процедурите, судот во Хаг, окрено Брисел и слично, за да ги постигнат своите цели. Барем терористите се поотворени директно и не го кријат тоа, а овие го кријат, го представуваат како некоја демократија, како некои човекови права и слично, а се рамне терористите. И сега, зборувајќи за интервјуто на председателот Иванов, истовремено Денко Малевски вели дека председателот е фрустриран со таквите и затоа доаѓаат таквите изјави. Па, дозволете, не само председателот, секој граѓанин на оваа држава треба и мора да биде фрустриран од политиките кои ги води према нашата земја, кои ги водат Брисел и Вашингтон. Тие 25 години тераат своја политика, тераат како ни им одговара, не водејќи сметка за некои основни правила, принципи, процедури и слично. Така да, сето тоа е резултат и да има фрустрација кај председателот, стегна никаква фрустрација меѓу нас кажано, и да има фрустрација, таа е резултат точно на туги политики, на туги ставови, на туги акции кои навлегуваат во оние наши универзални права, кои не негираат како народ и како држава, а малце подоцна ќе го елабораме тоа точно и со изјавата на грчкиот министер кој неодамна рече Македонија, па после тоа доживеа страшни и неверојатни критики. За дипломатијата со Никовски. Зборуваме за нашето достоинство кога имаме некакви лични
партиски или слични партикуларни интереси, го фрламе на земја, го газиме, што навистина не служи на чест. И такви луѓе, како што е интелектуалци, како што се Денко Малески, како што е и самиот Нано Ружин, велам во ситуација кога прв пат, може би, во овие 25 години некој наш политичар тропна на маса и кажа дека ова што и се прави на Македонија е недолично и неприхватливо, а тоа овој случај беше председател Иванов во интервјуто за Билд, кога јасно им кажа на Европа дека во бегалската криза, кога ние чуваме Европа од самата Европа, нели така, бидејќи Грција е дел од Европа, ние од тамо према Грција правиме зидови и ја браниме Европа од бегалците. Значи, во таква ситуација ние не добиваме никаква помош над Грција и севетени 700 милиони евра, на Македонија не се дадени ништо, иако се зборуваше некои ситни пари, и како што чухме на крај тие пари се дадени некои невладини организации кои се во служба на некакви потесни интереси, веројатно обично се под контрола на Сорос и на USAID. Меѓутоа, велам, прв пат кога е наш политичар, висок политичар стропна на маса и кажа дека недозволиво е, дека Македонија е играчка во нивните раце, нашиве, да ги наречеме експерти, да ги наречеме, добар дел од нив се и политичари, некои може би во пензија или неактивни, меѓутоа во секој случај луѓе кои имаат својата жина, тоа го девалвираат и го квалификуваат како некаква слабост, фрустрација или слично, што навистина е срамота за нас како народ кој мора да го чува своето достоинство. Што е помал народ, достоинството може да биде посвето, меѓутоа тоа очигледно не важи за нив. А врв на ова наше вазалство, на ова наша навистина невидена и неспоредлива покорност и спремност да го витка мербетот е текстот на поранешниот министер на дворешни работи Александар Димитров, кој во Фокус, кога пишува, мислам, дава недолични настрои на своите текстови, зборува за, вика, национализмот како последно прибежиште на битангите. Мислам, еден интелектуалец, тоа му е насловот на текстот во минатиот број на Фокус, прво недоликува еден интелектуалец. Кои се те битанги? Политичарите, власта, па мислам дека недоликува не за власта, него за тој што го користи тој израз, меѓутоа, кој ќе читате понатака, ќе видите дека и тоа не е најголемиот срам во тој текст, туку има уште полошо нешто. Димитров го коментира ставот на ВМРО ДПМН во однос на белгијанецот Ван Хуте или Ван Хауте, како се вика, тоа никој не го појасни до нас, али не е ни важно. Мислам дека што да му напишат, многу му е и тоа. И вели дека паника владее во ВМРО ДПМН и има хистерични најави, одиме на избори без оглед на оценката на ЕУ и САД, за да заклучи згора на тоа, ја прекинаа соработката со посредникот Питер Ван Хауте и го погласија за турист, препорачувајќи му да го посети Музеот на револуционарната борба, и заклучува: невиден безобразлук. Точно, почитувани, тоа е невиден безобразлук, а не од владеачката партија, него од тоа мајмунче, простајте ми на изразот и мене, што ни го прати од Брисел, и кој тука се прави како да е некој гувернер, мало гувернерче, и кој не прави недоветни сите. Мислам дека ако сгрешила владеачката партија, сгрешила во моментот кога тој почна да констатира дека нашиот менталитет не бил европски, требаше веднаш да кажат: со ваков човек ние не разговараме, и да ги прекинат сите разговори со него. Тие за жал продолжија, додека овој не доби нова сила и не одеше се во нови навреди. А велам, вината е, значи, кај нас, што не реагиравме на време, и мислам дека нема такви информации. Мислам дека владеачката партија погреши ако после тој нивни јавен став дека нема да дозволат, нема да го третираат како турист и нема со него да положат понатамошни разговори, требаше за тоа писмено да го известат седлиштето во Брисел, односно како комесарот Хан, кој го испрати овој човек тука
ни да ни помогне, што во основата е добра намера и неспорна, меѓутоа тој се однесува несоодветно, се однесува нецивилизирано и се однесува агресивно. Со таков човек не се разговара. Мислам дека тие требало да напишат писмо и да му кажат дека заради ова и ова нашите разговори со него завршуваат. Мислам дека никој нормален во Брисел не можеше да ги одбие, да ги игнорира фактите кои ќе беа наброени во тоа писмо, меѓутоа ако тоа не е направено, самата изјава на партијата де факто не покажува ништо, бидејќи процесот не е завршен. Меѓутоа да се вратиме на порешен министер Александар Димитров, кој, велам, користи изрази во наслов како битанги и слично, што во секој случај не му доликува и зборува за него. Тој продолжува со својот текст и вели дека вика, бидејќи кого нема и без него, цитирам, се може, амбасадорот Джез Бейли доцна понеделникот, тоа беше пред отприлike 2 понеделници, доцна попладна, значи навечер некаде, отиде кај премиерот Емил Димитриев да му го врачи заедничкото писмо во кое е оценката за изборите. Џабе, увели Димитров. Најде затворена врата и отворена портирница. Несватливо. И тој бил зафатен, а и предходно не бил најавен во дневната му агенда. Прашал неки чуденка. Каква дрскост кон амбасадорот на САД? Ова е комедија, почитуване, ова е смешно. Значи, нашиот премиер требало понеделникот доцна вечерта или доцна попладнето вечерта да седи во кабинетот и да чека да не дај Боже да дојде американскиот амбасадор. Замислите ако тој дојде, што би ненајавен сега, нема да правиме циркус од нешто што во ова нецивилизирано општество, во овој неевропски менталитет, нели така? И тоа што дошол тој ненајави, него нашол премиот во канцеларијата е за Димитров. Каква дрскост кон амбасадорот на САД. Ова, мора да ви признам, јас лично се срамам од себе што сум македонец, како и овие, дозволете ми да ги наречам, типови, кои не срамат пред светот и кои не девалвираат како народ, достоинствен народ, народ со долга традиција, народ со долга историја. Велам, не личи, али што да правиме, такви сме какви што сме и тоа се дел од тие петоколонаши, а добар е дел од тие што така постапуваат, така пишуваат и така зборуваат, да бидеме сосема начисто се платени. Тука нема никаква дилема, бидејќи нема друга основа. Не може тие луѓе да не ги сваќаат работите. А знаете, кога игра парата, тука веќе нема своje мислење, нема свој став, нема своја позиција, туку има одработување, односно отплата на добиеното. Овие денови беше интересна и грешката во наводници на грчкиот министер за миграција Музалас, кој зборувајќи за бегалците рече Македонија за нашата држава и веднаш во Грција настана хаос. Почна најостри критики, барање на оставка, Ципрас моментално е на Европскиот совет во Брисел, па не може да се изјасни дали ќе го менува или не. Меѓутоа човекот истата вечер се извинил и еве што рекол. Што напишал. Се извинувам за мојата ненамерна грешка, која не одговара на моите позиции и се внимавајте добро за националното прашање на ФИРОМ. И се молам. Значи, нема за името на државата, нема за користењето на терминот, ако сакате, брендот Македонија, за националното прашање на ФИРОМ. Па сега, ако некој не верува дека во прашање сме ние како македонци, односно како нешто друго, а не македонци,
нека проштава, ама ова веќе ги надминува веќе сите недоразбирања и сите дилеми кои некои сакат да не ги накалемат, кои некои сакат да ги измислат, дека Грција сака да го промениме името, нели така да нема иридентизам, да нема не знам ова, не знам она. Грција сака да покаже и докаже дека нема македонци и сака тоа тие да се избришат од светската листа на народи. Тоа е основата на прашањето за името, па сега кој сака името на државата, нели така, кој имплицитно значи и идентитетот на народот, па кој сака се нека го менува и ќе му дадеме шанса на министерот Музалас да биде во право, односно да неговото мислење и став околу нашето национално прашање, околу тоа дали има и нема македонци, да тој биде во право, значи со други зборови да нема. Кога зборуваме за Грција, спомнавме сега Грција, не така и министерот Музалас, кој многу искрено, директно и се разбира несвесно кажа дека в Македонија не живеат македонци, дека тој ја промашил работата и затоа се извинува и веројатно ќе го следат нови последици, бидејќи не е чудо да го променат. Сега замислите, почитувани, кога еден министер во една земја се извинува и може да биде променет затоа што окажал нашето уставно историско име. Ако е тоа демократија, ако е тоа Европа, па добро, ние сме тогаш некоја вселенска цивилизација, може би 1000 години пред сите нив. За дипломатијата со Никовски. Зборувавме за грешката во наводници на грчкиот министер за миграции, кој рече Македонија за нашата земја и нели лавина од напади, барање за оставка следеше во Грција, а тој многу убаво се извини и кажа нешто што треба да го чујат сите кај нас, дека грешката која направил не одговара неговите позиции за националното прашање на Фиром. Фиром е навредлива, безсмислена кратенка и ја споменувам само во контекст на овој цитат. Тоа не треба да изненадува, тоа е грчката политика веќе 125 години, не 25 години од распадот на Југославија и преку 125 години, нека биде најмалку толку. Меѓутоа изненадува помалку што пред 10 на 15 дена, може да има и 3 недели веќе, нашиот министер за надворешни работи Поповски напиша, објави колумна во весникот Катимерини и во неа и насловот е на таа колумна дека нашата стратешка цел е сојуз со Грција. Мене ми е јасно од каде таква идеја, бидејќи ако правиш сојуз со некого со соседните земји, тоа не се го правиш против некого. Сојуз се прави со една земја затоа што си загрозен од другите или заеднички интереси имате према другите земји. Мислам дека на Македонија во никој случај не одговара сојуз со Грција. Напротив, ние треба да работиме и да соработуваме со сите земји, без било какво одвојување, мислам соседни земји, без било какво одвојување на било која од нив. На времето, на почетокот на 90-те години, тогашниот председател Глигоров имаше една синтагма за дворешната политика која велеше дека еквидистанца со соседите. Јас и лично имав прилики да интервенирам, да окажам своето мислење дека тоа е погрешна политика, бидејќи наша еквидистанца значи оддалеченост. Ние како балканска земја немаме никаква потреба, напротив, од оддалеченост од соседите, напротив, подеднаква соработка или подеднаква блискост со сите, бидејќи било какво, како што спомнав пред малку, издвојување на било која земја, ви одите во конфронтација, ви правите простор за препукување, правите простор за разлики, правите простор за нешто што не функционира. Така да и оваа изјава нашиот министер дека нашата цел била
strateški сојуз со Грција ми се чини погрешна, не држи вода и таа треба да се на друг начин објасни на нашата и на меѓународната јавност, бидејќи е несоодветна на нашите интереси. И не само тоа, министерот каже уште една работа која исто така не држи вода. Тој рече дека, цитирам, јасно е дека имаме спротивставени позиции за спорот со името, зборуваме за меѓу Македонија и Грција, нели, и само за овај спор. И тоа не е точно, почитувани. Македонија има повеќе проблеми отворени со Грција. Да го спомнеме само македонското малцинство, кое тамо непризнато. Министерот го игнорира тоа. Што значи тоа? Дека ние се откажуваме македонците во Грција. И второ или трето, ние имаме бегалци, некои се сака да ги представат као протерани децата бегалци од Грција. Мислам дека тоа не е точна квалификација, дека тоа беше направена сериозна грешка што македончињата, малите деца, беа повлечени во Југославија и од Југославија во Македонија, па во Југославија, од Југославија ги распрснавме низ цел свет, што беше една невидена катастрофална грешка. Населението треба се чува или на самото место во самата земја во Грција, или на самата граница се направат услови и во првата прилика да се вратат. Напротив, ние ги дисперзиравме од Казахстан и Киргизија и Полска до Канада, Романија и секаде, што беше наша сигурно историска грешка. Значи, остануваат и тоа прашање отворено и нимите имоти се разбира. Со еден збор министрот сето тоа го игнорира, не ми е јасно кои му се поривите и кои му се анализите и ставовите кои тука добиваат некое оплодување, а велам се плаќа погрешна порака која не соодветствува ниту на нашите интереси, ниту на реалната состојба. И да бидеме се начисто со уште нешто. Ние при решавањето на проблемот со името, кој е за жал вратен повторно во билатерални рамки со Грција, тоа е и медиацијата на Нимиц, нели така, ние мораме да бидеме свесни дека ако доаѓа до потпишување нов договор, нели имаме привремена спогодба, ако доаѓа до нов финален споразум, односно спогодба, финална спогодба, ние не смеме да дозволиме, ако потпишеме веќе таква спогодба, во неја да не бидат офатени и малцинството, и имотите, и децата бегалци, сето она што е за нас важно во односите со Грција, бидејќи доколку направиме таква нова грешка, тоа значи дека ние се откажуваме од тие прашања и за другата страна ќе бидат тие апсолутно и објективно и со право затворени. Така да тие односи со Грција се повеќе слојни, има во нив едно чудо отворени прашања кои не смееме да ги запоставуваме, бидејќи, велам, сите напори да со враќањето на проблемот во билатерални рамки, а тоа беше, за тоа е виновна привремената спогодба од 1995 година, која нели така беше привремена спогодба, што имплицира и финална. Тоа беше кажано во самата спогодба, што велам беше погрешно, наметнато од Соединените американски држави, прифатено од наша страна, тоа се не обврзува и мораме да бидеме максимално внимателни да не правиме нова грешка со потпишување некаков договор во кој ќе бидат изоставени македонското малцинство, ќе биде изоставени бегалците, имотите и слично. Тоа е целта, меѓу другото, да бидеме јасни на меѓународниот фактор на Грција, ама ние мораме да бидеме свесни дека такво нешто не смеме да дозволиме. За среќа во конкретниот случај, мислам дека нема шанси да дојде такво потпишување на било каков договор, иако се вршат сите усилија Македонија да капитулира, да прифати промена на името на државата и меѓу другото во таа насока и во тој контекст и во тој мозаик и сегашнава криза, која мислам дека нема да ескалира до таков ексцес, до такви рамки да биде нова војна или што пишува Мирка Велиновска дека целта е да се создадат услови преку бегалците, да се создадат услови за интервенција на НАТО и да Грција за собствена заштита навлезе 30% во Македонија. Мислам, че тоа се работи надвор од памет, кој се чиста конструкција со цел веројатно се биде актуелен.
такви опасности нема. Мислам дека со голема сигурност можеме тврдиме дека војни во овој дел на Балканот веќе нема да има. Последната беше 2001 година, меѓутоа нема да има ни мир. Ќе се продолжи со роварењето внатрешно, Македонија, да се разбереме, рушат од внатре. И незамисливо е да НАТО дојде и навлезе во јужниот дел на Македонија. Мислам, тоа е стварно надвор од умот. И војна нема да има, значи, со заврши од 2001 година, меѓутоа нема да има ни мир. Македонија се руши од натре. Ке има уште едно чудо недоразбирање, проблеми во и околу Косово, и тоа неизбежно. Ке има едно чудо проблеми во и околу Босна и Херцеговина, и кај нас, бидејќи ќе има проблеми, бидејќи македонскиот народ не смее да прифати прекратување на државата и имплицитно уништување и бришење на сопствениот народ, анулирање или разнебитување на сопствениот народ. Според тоа, а нема никакви надежи или било какви индикатори дека Брисел пред се Вашингтон или така, а во негова функција и Брисел ќе промена својата политика и тактика на блокада, уцена и ултиматум прво името по тоа членство. Значи, со други зборови, топката е кај нас и вакви излети со изјави дека ние бараме стратегиски сојуз со Грција, дека имаме само еднотворно прашањето, се погрешни. Мислам дека и штетат на вкупната наша меѓународна позиција и ни ги нарушуваат рамките во кои мораме се бориме за да го постигнеме, да ги добиеме, да си ги вратиме они универзални права кои се достапни на сите, а тоа е да имаме право на самоизбор на околу името на државата, да имаме самоизбор на идентитетот на народот, кои, за жал, во моментот нас ни се негираат и игнорираат. Знаете дека кризата е длабока, сите сме свесни дека имавме ексцесиови денови во врска со одлуките на Уставниот суд. И тука запрепастувачка, би рекол, беше изјавата, односно ставот кој американската амбасада го изложи на својот Фейсбук, ми се чини на својата веб страница, дека постави прашање зошто Уставниот суд ја затвора денешната седница за новинарење, така за јавноста. Транспарентноста е основна за секоја институција, вели американската амбасада. И секако поранешен долгогодишен дипломат ќе ви кажам дека ваквиот став на амбасадата е флагрантно кршење на Виенската дипломатска конвенција, е директно мешање во нашите натрешни работи, што е безобразлук во основата, неприфатливо, нешто го цитиравме Александар Димитров дека кажува за однесувањето на нашиот премиер што не го чекал во невреме, ако случајно до американскиот амбасадор. Ова него сигурно му е нормално и регуларно, што американската амбасада не е загрижена за работењето на нашиот уставен суд и сака да му каже како да работи. Тоа е, велам, невидена пракса во светот, тоа е една игноранција на државата, еден не само игнорантски однос према државата, него на институциите на државата, на нашиот устав, нашите во целина. Значи, ја игнорира државата, а тоа го прават, да бидеме искрени, веќе 25 години, цело време ни измислуваат нешто, цело нешто време ни подметнуваат нешто. Последно е прислушувањето со која отворија невидена криза, со која сака да не докречат и да го финализираат својот 25 годишен неуспешен обид да го затворат македонското прашање, да го разнебитат македонскиот народ и да почнат нова ера на Балканот, кај што ќе нема македонци и ова држава како таква ќе биде непотребна, па можат и да ја прекројуваат. Тоа нема да се случи, бидејќи самите ќе се свестат и ќе сватат дека политиката која водат односот према Македонија е антиисториски, контрпродуктивен и може само да донесе штета за сите, вклучувајќи и нив. Бидејќи на Америка и одговараше фрагментирањето на Балканот, што повеќе држави мали кои ќе можат да бидат контролирани и да бидат во функција на нивните интереси. Меѓутоа, велам, тој процес е завршен, војна нема да има и сето тоа што го прават во Македонија само покажува дека не се
соответно, ако сакате, инструирани или соответно притиснати од нашата страна, да им се скрене внимание на грешките кои ги прават, бидејќи тие за среќа се прагматичари, имаат чувство за аргументи, а некој треба да им ги тропне на маса и да им ги изнесе и каже в лице. Тоа што го направи недавна Иванов со врска со бегалците и поддршката и помошта од Европската Унија, ми се чини е добар пример кој треба сите наши политичари да учат. И кога зборуваме заеста депочитувани, вие гледате што се случува во американските избори, односно во прелиминарните изборни циклуси, кога има тепачки на митинзите, кога нивниот кандидат за председател, кој многу веројатно ќе биде и во финална трка меѓу демократите и републиканците, вели доколку не бидам номиниран ќе има нереди. Сега да ги прашаме овие наши американски пријатели во наводници, па добро, вие сега тука ни кажувате, не инструирате, не подучувате околу нашиве избори, што да правиме со вашите, како да ви помогнеме ние вам, зашто како изгледат работите, многу лесно вам ќе ви треба поголема помош од колку нам, бидејќи ние вакви какви што сме на крајот краишата може би нешто ќе скрпиме, ќе стераме некакви избори и тоа на крај ќе биде нешто што ќе биде прифатливо и за пошироко. Иако кризата во Македонија нема да заврши со тоа, меѓутоа во секој случај мислам дека полесно ние ќе излеземе од изборните манипулации, изборните проблеми, отколку што се издаете дека тоа ќе се случи во Америка. И во овој контекст само ще спомнеме дека Трамп е во некое видео, на некој телевизија прикаже Хилари Клинтон како лае. Па да направиме ние овде дека такво нешто, американците ќе ни направат револуција, ќе ни тропат на маса, ќе ни ги запалат телевизиските станици, а во Америка тоа се случува. Така да пак она политика на двојни стандард, едно дека ни кажуваат, друго ни прават, и на крајот ние сме жртва на тие нивни политики, али самите сме виновни, бидејќи не тропаме на маса, го виткаме ребетот и како да им велиме, само така продолжете. За дипломатијата со Никовски. Времето не прегази и начелната, основната идеја малку повеќе се осврнеме денеска на генезата на оваа криза која не тресе од темелите на државата. Мислам дека ќе оставиме за некои следните емисии. Таа е постојана актуелна, ние на еден и друг начин и не ја елаборираме, меѓутоа сепак е потребно да се даде една целосна слика што подлабински од 90-тите години до денес, да се согледа и да на секому биде јасно дека ништо не е случајно во политиката, дека се си има свој степен на раст, своја динамика на раст и дека ова што нас ни се случува е апсолутно дел од едно сценарио кое бескрупулозно се спроведува, кое сега е веќе донесено до својата финална фаза, што нагласено не присилува, ако сакате, не опоменува да бидеме поодлучни, да тргнеме во офанзива, бидејќи се заедно лошо ќе ни се пишува. Денеска зборувавме за нашата сервилност, нагласено за нашата сервилност код светот и тоа на што ни ги сече крилјата, ни ги сече гранките на кои седиме, бидејќи додека виткаме рбет, виткаме глави, се правиме дека не забележуваме што ни прават се, мислам дека тие нема да имат никаква нити намера, нити повод зашто би пременувале својата политика. Како вели народот, овцата што ја стрижат под кожа, молчи, не вреска, ќе продолжат да ја стрижат под кожа. Точно тоа нас не се случува, веќе 25 години и до денеска не се појави ни една политичка сила, ниту еден политичар, ако сакате, кој беше спремен да тропне на глава, на маса и да каже доста беше, дајте да видиме што ќе правиме понатака, меѓутоа не игнорирајќи интересите оние фундаментални на овој народ и на оваа држава. Побичај на крајот да повторим уште еднаш, без да бидеме досадни, дека мораме максимално возможно да купуваме наши производи, да ангажираме наши компании и да правиме се парите кои се вртат во земјава
да повеќе од нив остануваат, што повеќе од нив остануваат тука и што повеќе да извезуваме, а помалку да увезуваме, бидејќи имаме тенденции кои во целина се позитивни. Онај трговскиот дефицит се намалува, покреността на увозот со извоз е секоја година се поголема, повисока и повисока, сега е некаде преку 70%, што е добра тенденција, меѓутоа да не забораваме дека во голем дел тоа е благодарејќи на странските инвеститори кои голем дел од своите производи ги извезуваат, меѓутоа факт е дека расте и нашиот извоз. Владата имаше една политика на стимулирање домашно производство во разни сектори, меѓутоа мислам дека тука нема доволна доследност и дека многу повеќе може да се направи, бидејќи меѓу другото не мораме да увезуваме пилешко месо, например. Пилешко месо можеме да произведеме тука колку што сакаме. Напротив, јас мислам дека 90% може и повеќе од пилешкото месо е увезено, што не ни служи на чест. Авиони нема да произведуваме, нити ќе произведеме, нити некои многу софистицирани машини, меѓутоа ова што е исхраната Македонија има услови да охрани сопственото население и да храни еден добар дел од Европа, ако не макар на Балканот. Затоа сега тоа не се случува и мисля че дека тоа е наш голем предизвик. Ова тема треба да биде секојаш актуелна, секојаш на маса, бидејќи не заборавајте дека во нашите самопослуги на доминантни места се кисели краставички од соседните земји, европски земји, ајвар веќе увезуваме од други земји, и слични производи кои ако ние не можеме да ги произведеме, кој може да ги произведе. И на крај да една умност цитираме. Знаете дека тоа исто така не е пракса. Овој пат ќе го цитираме британскиот, односно англискиот филозоф Френсис Бекон, кој живеел да крајот во втората половина на 16-тиот и почетокот на 17-тиот век, кој рекол: ако ние не зачуваме правдата, ни правдата нема да не зачува нас. Тоа е една исклучително важна порака, дека правдата е нешто исклучително важно, дека е борбата за правда постојана, дека секоја власт на еден и друг начин се обидува да ја злоупотреби, ако сакате, да ја користи за своји потреби, за своји намени, дека судството само по себе е корумпирано во сите земји, ке нас може и повеќе колку во другите, и дека таа постојана борба е во интерес на секој граѓанин. Во таа насока можеме да огледаме и нашето специјално јавно обвинителство, кое како институција е добре дојдено, меѓутоа повторно да спомнеме дека засега со нивната активност тие повеќе водат политика и водат и спроведуваат и почнуваат да спроведуваат политички пресметки, отколку да се борат за правдата и за правото. Овој пат нема да го документираме и елаборираме тоа, бидејќи сме го кажувале, меѓутоа во прва прилика повторно ќе го повториме, бидејќи тоа е наравучение за сите од нас, дека и тоа специјално јавно правообвинителство се стави во рацете на странскиот фактор, кој ја генерира, менаџира, спроведува оваа криза и треси темените на државата. Затоа мислам дека и ова порака на Френсис Бекон, дека мораме постојано се бориме за правдата, е многу значајна. И тука само ќе да спомнеме дека поарно 100 криминалци на улица отколку еден невин во затвор. Толку беше за денеска, почитувани. Благодарам за вниманието. Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Ристо Никовски. Датум на продукција 17 март 2016 година. За дипломатијата со Никовски.